Председателот Ѓорги Иванов денеска во Битол оствари работна средба со амбасадорот на Франција во Република Македонија, Кристијан Тимоние, и ја посети Француската алијанса во Битола. Оваа посета и средба се реализираа во пресрет на учеството на председателот Иванов на 16-тиот самит на франкофонијата, кој ќе се одржи на 26 и 27 ноември во Мадагаскар. Ова, отвореност кон изучувањето на францускиот јазик представува вистински пасош и кон Европската унија, но исто така и кон целиот свет на Македонија. Инаку многу е важно Македонија да си го најде своето место во сите меѓународни инстанци, а Македонија е полноправна членка со 57 други земји во Меѓународната организација на франкофонијата. А да се изучува францускиот јазик оди во перспектива на прогнозите до 2030 година кои говорат дека до тој датум пола милијарда на луѓе ќе го зборуваат францускиот јазик. Председателот Иванов и амбасадорот Тимоние разменија мислења и информации за актуелните состојби во Република Македонија на политички и економски план, за состојбите во регионот од аспект на мигрантската криза и безбедносните предизвици. Исто така денеска во посета на Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски беше и министерката за култура Елизабета Канческа Милевска. Во рамки на посетата, таа ја посети комплетно реновираната детска читалница, каде истакна дека Битолската библиотека располага со огромен фонд на литература. Министерството за култура работеше на еден исклучително значаен проект, а тоа е антологија на детската литература. Проектот е целосно готов, тој набрзо ќе се промовира, но во секој случај идејата ни е поголем тираж од антологијата на детската литература, да се дистрибуира до сите библиотеки во нашата држава и тука и до Националната универзитетска библиотека во Битола, која што верувам дека антологија многу ќе помогне на дечињата се со цел да се запознаат со богатото литературно творештво. А што се однесува до Националната универзитетска библиотека во Битола, знаете дека во изминатиот период многу се инвестираше во самата библиотека и во делот на инфраструктурниот капацитет, во обнова на фасадата, доградба на уште еден спрат кој што е целосно обновен во насока на читални за студентите, сала за најразлични промоции, така да се инвестира над 32 милиони денари. Библиотеката во Битола располага со фонд од над 600.000 книги и е единствена библиотека чиј комплетен фонд е внесен во базата на податоци. Конечно во нашето општество стануваме сите свесни дека не може само Министерството за култура да е одговорно за финансирање и за помагање на ваквите институции, туку треба и сите други организации, фирми во рамките на општествената одговорност да финансираат, да дават, да помагаат на библиотеките, бидејќи секоја подарена книга или секое подобрување на условите во библиотеките значи развивање на таа наша младина, подобра бизнис клима, создавање на успешни професионалци. На крајот од средбата на министерката и беше доделена и литература од издавачката дејност на Битолската библиотека, како и благодарница за придонесот кој е даден во развивањето на библиотечната дејност во Битола.